Русија работи на подкопување на изборите за Американскиот конгрес во ноември годинава, како и на председателските избори во 2020 година. Изјави директорот на разузнавачките служби Ден Коутс на пресконференцијата во Белата куќа со другите шефови на американските разузнавачки агенции. Russia has used numerous ways in which they want to influence through media, social media, through bots, through actors that they hire, through proxies, all of the above and potentially more. I can't go into any deep details other than what is classified, but it's pervasive, it is ongoing with the intent to achieve their intent, and that is drive a wedge and undermine our democratic values. Коутс исто така рече дека Русија не е единствената земја што работи на подкопување на американските избори. Нелегалната активност вклучува криминални напори за притисоци на гласањето и обезбедување нелегално финансирање на кампањи, сајбер напади против инфраструктурата за гласање, како и компјутерски упади. Коутс сепак оцени дека обидите на Русија да ги поткопа основните вредности на Соединетите држави не биле толку големи за изборите годинава, какви што беа за време на председателските во 2016 година. We're spending so much of our effort trying to engage with the social media and technology companies because there is a very important role for them to play in terms of monitoring and in effect policing their own platform. Facebook деновиве соопшти дека идентификувал координирана кампања за политичко влијание пред ноемвриските избори за Американскиот конгрес и укина десетици лажни сметки на нејзината страница.